Како резултат на овој проект, во нашата општина има повеќе позитивни промени, а општината, локалната самоуправа стана поотворена за децата, за наставниците, за училиштата, градинките, јавните институции. Се вклучија повеќе советниците од општинскиот совет во проектот, пројавија интерес и нивното вклучување беше од големо значење да слушнат автентично од самите деца што им е тоа што им е потребно во самите општини и да го направат општините подобро место за растење за нив. Идеите и потребите треба да потекнуваат од децата, од младите. Кога вие на младиот човек ќе му дадете можност да учествува во процес на донесување на одлуки, тогаш тој станува главен стожер на она што значи инвентивност, креативност, инспирација за секого. Ние во текот на овој проект децата ги вклучувавме во сите фази во текот на проектот. Меѓутоа, она основно кое што беше клучно беше нивното вклучување во текот на работата на панелите. Во панелите работеа децата заедно со возрастните, а возрастните беа представници од сите институции скоро на локално ниво. Што беше тука поентата, она што беше најважно и најзначајно? Децата не ги дадоа приоритетите на нивните потреби. Возрастните, членови на институциите, представници на институциите, не објаснија што оно што може да го направат и реализираат во однос на човечки ресурси и во однос на финансиски средства. Така што имавме една колизија која што вроди со огромен плод, формирање на една квалитетна стратегија за деца на општина Виница. Така да јас би рекла дека главниот аспект во вклучувањето на децата во овој проект е детето во центарот на вниманието. Бидејќи детето е тука, само треба да го консултираме. Па преку овој проект дознавме дека децата се многу талентирани, многу иновативни, со многу идеи кои што треба ние возрастните и локалните власти да ги слушнеме, да ги следиме нивните приоритети, тие што одлучуваат, што мислат дека е потребно за општината, а не приоритетите само на возрастните. Тоа е едното и исто така откривме дека тие се спремни за многу волонтерски акции, самите да ги планираат, иницираат и да обезбедуваат средства од бизнис секторот, кој што е еден од појаките во општина Виница, секогаш расположен да ги помага таквите иницијативи, поготово кај децата, како што се компании Мак Прогрес, Елен Груп, Мебел Ви, Даде и компани. Тие секогаш се тука за да помагаат и да ги поддржуваат идеите на децата, секако тука е и општината, така да за прв пат после овој проект како резултат на тоа од нивна страна беше покренато, а со поддршка на општината, волонтерски општински акции. 10 оваа година поддржавме и сето тоа ќе биде почеток за идните генерации да се залагаат и заеднички тие да покренуваат иницијативи и да наоѓаат решенија за нив, а ние тука како власти можеме само да ги координираме и менторираме. Ние сме една од 5 општини вклучени во овој проект на ниво на Македонија. Она што како совет би го дала на останатите локални самоуправи кои што немаат стратегии за деца или кои што може би имаат оформено, меѓутоа еве по некој друг начин и принцип, да ги вклучуваат децата. Значи, нека ги вклучат децата во секој сегмент од општественото живење на локално ниво, затоа што велиме постојано и прокламираме децата ни се иднината. Ама иднината ја креираме сега. Значи, иднината ја креираме во сегашноста. Затоа, за да сега ја креираме иднината, утре да ни биде подобро, да ги вклучиме децата. Никогаш не е доцна и треба да почнеме сега и без задржување, без одложување. Исто така еден совет до другите општини, како ние што направивме во општина Виница, ние во општинскиот панел за стратегија на деца ги вклучивме како постојани членови да бидат 5 младинци кои што најактивни беа и волонтерски целиот процес го поддржаа со нивен личен ангажман и заслужено стана полноправни членови на локалниот панел, каде што претежно, нели, се возрастни луѓе. Меѓутоа, ние сакаме да ги вклучиме тие уште од почетокот и за самото одржливост на стратегијата во планирање, имплементација и мониторинг, тие да бидат дел во донесувањето на одлуки подеднакво како возрастните. Ние имаме многу квалитетни, одговорни, професионални, стручни служби во училиштата,
во градинката, така да целокупната логистичка поддршка во однос на децата, работата со нив ја овозможија кон проектот и кон локалната самоуправа. Исто така, представниците на локалните институции многу одговорно си ја сватија работата, многу мотивирано. И на крај, она што е најбитно, децата, кои што и професионално, и мотивирано, и одговорно, и целосно себе се вложија во овој проект. Така да, од сето ова, ние немавме некои особени предизвици со кои што се справувавме во текот на проектот за постигнување на неговите цели, бидејќи тогаш кога се има слух за потребите на децата, тогаш кога се има желба да се учествува во се она што значи интерес за детето, и тоа од страна на сите локални чинители, и општината, и полицијата, и бизнис заедницата, градинките, училиштата и сите заедно, практично ние немаме препреки. Тогаш не постојат препреки. Затоа што тогаш се создава само еден процес на движење кој што оди само кон побезбедна и попросперитетна иднина за сите. На крај сакам да се заблагодарам на Меѓаш и КМОП, кои што општина Виница ја вклучија во овој проект заедно со уште 4 општини на ниво на Македонија и кои што ни покажаа начини, методи, техники за да создадеме квалитетна стратегија за деца на општина Виница, која што содржи навистина приоритети над приоритетите, изразени и детектирани од децата, самите деца, но и нешто што значи остварување на нивните права. Благодариме.